Поевтинува водата за Штипјани. Јануарските сметки за водата за пиење ќе се плаќаат пониско за цели 5%. Оваа одлука денеска едногласно од страна на сите политички партии беше изгласана на седницата на Советот на општина Штип. Политиката на јавното предпријатие ИСР Штип и на општина Штип е јавното предпријатие ИСР до вас како Совет со одлука на управен одбор да ја предложи минималната просечна тарифа 38,16 денари, зборувам за 2018 година. Што значи минимална просечна тарифа? Минималната просечна тарифа значи јавното предпријатие да работи рентабилно, јавното предпријатие да нема профит, јавното предпријатие да добива средства за капиталните инвестиции во поголем дел од буџетот на општината. Што се однесува за цената на отпадните води се останува иста, односно домаќинствата ќе плаќаат по 12 денари, а фирмите по 23 денари. Петешева пред советниците образложи дека нема промена на цената на отпадните води, бидејќи во тек е првата завршна фаза од проектот за изградба на нови канализациони мрежи и изградба на пречистителна станица. Проект вреден 20 милиони евра, а ќе се реализира со европски пари. Кои околу 10 милиони ќе бидат планирани за доизградба на канализациони линии, реконструкција на постојни линии и околу 10 милиони за изградба на пречистителна станица. Проектот, делот за подготовка на проектната и тендерска документација во завршна фаза, се очекува во текот на оваа година Министерството за животна средина и просторно планирање да објави тендер за избор на изведувач. Тоа значи дека почетокот на 2019 година, вклучително и 20 регулираниот приход, регулираниот период, јавното предпријатие ИСР нема да има значени собствени или буџетски средства за реконструкции или доизградба на канализациони линии. На денешната седница на Советот на општина Штип советниците донесоа одлука и општинскиот мултимедијален центар да го носи името на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров. А исто така на денешната седница претседателот на Советот на општина Штип Јани Миланов објави дека нов секретар на општина Штип е Сонја Китанова, која досега беше раководител на оделението за комунални дејности.